Надминувањето на помалите технички предизвици напредувало. Државниот завод за статистика и денеска со соопштение дека проблемите со попишувањето кои ги имало претходните денови ќе се надминат. Попишувачите биле на терен, населението се попишувало, но со намален интензитет, за да ги надминат техничките согласувања. Ова се должи на техничките интервенции кои се вршат во софтверот на пописната апликација, поради што се диктира и прилагодува темпото на попишување, заради санирање на пречките кои доведуваат до успорување на пописната апликација. Тимот за техничка поддршка на пописните активности работи забрзано на надминување на проблемот и има сериозен прогрес, што значи во најбрз можен рок сите попишувачи ќе можат непречено да се ја вршат својата работа. Освен со пописната електронска апликација и веб страниците на Државниот завод за статистика биле под постојани напади, но од ДЗС се уверуваат дека податоците се со високо ниво на заштита. Инаку најголемата статистичка операција започна на 5 септември и само тој ден помина без проблеми. Веќе во понеделникот падна интернетот, а во вторникот пак системот беше прекинат. И по 3 дена системот за попишување има технички проблеми, а уште во вторникот директорот Симовски тврдеше дека екипите работеле на брзо надминување. Денешното рестартирање на целиот процес да нема вакви случаи понатаму, за тоа го рестартираме. Она што вчера не се случи, тој технички проблем, најдена решението и се прави ова за да го нема повеќе. Пописот на населението, домакинствата и становите кој официјално започна во неделата, ќе треба да заврши до 30 септември, во што постојано уверуваат од ДЗС, но со оглед на проблемите на кои засега им нема крај, останува отворено прашањето дали ќе треба да се пролонгира попишувањето на граѓаните и домакинствата.